Небото над Македонија на 20 октомври ќе се затвори, како и секој понеделник после тоа најавува синдикатот на МНАВ. Причините за тоа се, како што вели Александар Тасевски од синдикатот, низа на неисполнети ветувања, особено спроведувањето на нова функционална анализа, која треба да покаже што точно треба во навигацијата од системи, како и кои вработувања се потребни, наспроти партиските, вели тој, оти е неопходен квалитетен кадар. Во планиме, како што кажа Тасевски, да закажат уште еден посебен штрајк поради неисполнување на обврските околу колективниот договор. Се направи нова анализа, се направи потребите на современите времења, дали бара нови служби, поголем или помал број на вработени во тие служби. Она што ние го бараме вработување за контролори на летање и за инженери. Почнуваме со штрајк на 20 октомври. Намерно го биравме тој датум за да не можат директорите да се дрзнат да го злоупотребуваат овој момент поради нивната неажурност, немање желба да направат нешто, и да кажам и неспособност да направат нешто, да го препишуваат дека е партиски цели. Председателот на управниот одбор и извршен директор на секторот за воздухопловна навигација Владимир Ристевски за Канал 5 вели дека се она што е побарано е исполнето и работите се движат според барањата на синдикатот. Обвинува за политичка позадина во действувањето на Тасевски, кој како што посочи, синдикатот го употребува во политички интереси. Вели, од управниот одбор ќе има обид за подобрување на односите. Вработувањата се одобрени од влада, но чекаат да помине изборниот процес со дел да се направи селекција и вработување на тие кадри, каде се 5 инженери и 6 контролори. За функционална анализа која е побарана е добиена согласност. Техничката спецификација се прецизира и месецов би требало да се објави тендер што би ја изработила. Одлуката за штрајк му е донесена во 2023 година и врз база на таа одлука активира штрајк, а откако е донесена одлуката има подпишано колективен договор, па одлуката за штрајк е невалидна, додека не се поднесе нова и соодветна согласно неговиот статут на работа во синдикатот. Што се однесува до колективниот договор, Ристевски вели дека било понудено да се даде 3-месечна награда од 15% за контролорите за да се премости периодот на изборите, па потоа да се влезе во преговори за истиот, што според него била најдобронамерна понуда на менаџментот.